Драги слушатели на Радио Еси, добре дојдовте во Еси репортажа. Во ова издание ќе погледнеме како нашата шаковска репрезентација се подготвува за престојното светско првенство кој се одржи во Охрид оваа година. Последица на Олимпијадата која се одржа во Родос во Грција, каде што нашите репрезентативци обезбедија директен пласман на светското првенство, ма кое патем сме и домакини оваа година. Професионален надзор на селекторот Недев, репрезентативците се спремаат користејќи посебни методи на припреми, одредени потези кои што се сметаат кои што би биле многу полезни од преверувањето, како и гледање на некои партии кои што се од важност и би помогнала секако во надпреверувањето. Во хотел Манастир во Берово се одржува тренинг кампот, еден од неколку, на кој што учествуваат секој репрезентативците и професионалниот тренерски тим на Шаковската федерација на Северна Македонија за слепи и слабовидни. Во продолжение следуваат интервјуа со селекторот Недев, офатна дел од атмосферата, како и кратко интервју со секретарот на Спортската федерација на слепи Зоран Костадиновски, кој е патем и репрезентативец. Ајде најава за кој дебет варијанта, пошто ајде последен ви кажам. Цета беше тоа утре да го видиме. И јас ќе помнам Шпанија. Бели фигури ние што имаме. Ова година Охрид е градот организатор на светското првенство за слепи лица во екипна конкуренција. Нашата репрезентација ќе присуствува, ќе биде учесник на ова првенство, пласманот за самото светско првенство е од минатогодишната Олимпијада во Грција во Родос, во која што првите 16 екипи се класираат за светско првенство оваа година. Начинот на припремите за ова светско првенство до сега, како и минатите години, правевме неколку кампови. Првиот беше во Неготино, вториот во Негорци и сега сме во Берово, како пред камп. Планираме уште едни кратки блиц подготовки пред самиот настап во јули месец. На овие првите три кампа повеќето го мешавме составот на нашите играчи од поширок состав. Значи уште го немаме дефинирано понечниот состав кои наши играчи ќе бидат и овие кампови се добра можност да увидиме формата на нашите играчи. Во поширокиот состав на репрезентативци влегуваат оние кои што до сега ги бранале боите, тоа се Жарко Селковски, Зоран Костадиновски, Миле Чапанов, Арсов, младиот кој што прв пат за оваа година е во составот, во поширокиот состав на репрезентацијата, Филип, и понатаму следат стандардните играчи кои што со години наназад представувале Македонија, тоа е Санде Атанасов, Блаже Атанасовски, Санде од Штип, последниот тука Трајче од Свети Николе, Арсов. И во прилика од составот од овие екипи на крајот најдобрите ќе ги бранат боите на нашата репрезентација. Светско првенство е во формат две групи по 8 репрезентации, во систем во кој што се разигруват за пласман за првите места. Значи прво пласираниот од првата група би играл со второ пласираниот од втората група и обратно. Ако вториот од првата група игра со првата од втората група. Додека натаму 3 и 4 играат исто така, бројка од првата група игра со четврта од втората група и четврта од првата група игра со бројки понатаму така. Петка и шестка, седмици и осмици. Првиот и вториот решаваат за злато сребро, петиот и четвртиот решаваат за трето и четврто место и така натаму. Ќе се игра прво во две групи, после тоа се разигруваат уште две дополнителни партии. Друго што можеме да кажеме дека најава со самата организација на светското, ние како домаќини продолжуваме на традиција. Во нашата група, тоа е Б групата или црвената група, таа групата е жолта група, се репрезентациите на Србија, Хрватска, Германија, Израел, Италија, Шпанија и Индија. Додека во првата група се Полска, Косово, Германија, Франција, Украина, Словенија, Унгарија и Бугарија.
Има две групи по 8. Ние во нашата група, според моменталниот рейтинг и пласман кој што ги имаме, се наложиме некаде на 5-6 место на средината. Според рейтингот на играчи може што секако очекуваме конечните состави на екипите, но прилика мислам дека ќе бидеме на стартниот пети во втората група, но се надеваме дека ќе се бориме за трето-четврто место, бидејќи во оваа конкуренција се надевам дека ќе успееме да се класираме во првите 3-4 екипи во втората група. Зоран Костадиновски, секретар на Националната спортна федерација на Светина Северна Македонија. Сега сме во хотел Манастир, Пирово, го држуваме вториот камп за припреми за светското првенство кој ќе се одржи во Македонија. Се надеваме дека ќе постигнеме добар резултат на наредното светско првенство. Затоа и работиме, затоа тренираме. За Олимпијата се да. Значи репрезентативната на Смечни шахисти учествуваше на Олимпијата, кај што го освои 11-то место. Тоа беше кратката репортажа за припремите на нашите шахистки. Ние им посекуваме доста успех, фокус и добар пласма на светското првенство кој ќе се одржи сега во Охрид од 27 јуни до 8 јули. ЕСИ радио секако ќе биде гостин и ќе биде директен медиумски покровител на првенството за секој надпревар и за сите настани кои ќе се одржат таму. Останете со програмата.